Се сеќавате на она во рудникот Тораница што се излеа еден куп работи? Се загадија Тораничка река и Крива река. Беа црни, така? Дента, кога се случи оваа хаварија, една институција и пратеник излегоа на социјални мрежи да лажат дека реката не била загадена, туку дека се работело само за седимент. Што е опасно овдека? За да спасат политички рейтинг. Они лажеа народ, абе нема врска, не е загадена реката, лаже градоначалникот, со што ги доведоа у заблуда луѓето дека бе нема проблем, овие не е загадена, со што директно ги стави у опасност сите корисници на водата од таа река. Луѓето ќе си наводнуваат со таа река и ќе пијат после цијанид. Овој државен инспекторат за животна средина, овој кој е одговорен за оваа објава, ја да сум обвинител, ја би го лупнал максимална казна заради тоа што довел у заблуда десетици илјади луѓе кои што живеат по текот на овие две реки и им го загрозил животот и здравјето на луѓето кои што живеат по текот на овие две реки и ја користат таа вода. Заради тоа што на вонредната пресконференција што ја најави градоначалникот на Крива Паланка, пишува дека ќе зборат за резултатите од независната анализа од акредитирана лабораторија, што правиме ако некој од луѓето пиеле од оваа вода. Они пиеле вода, наводнувале или стоката ја поеле со вода од оваа река која што според резултатите од анализата, како што најавија поканата за пресконференција, е загадена со тешки метали. Кој ќе сноси одговорност? Што правиме ако се отруат луѓе од таа вода?